Арамијата што му даде на сина Синасиет. Чита Александар Станојков. Едно време си бил еден Арамија што многу пари беше добило од Арамилакот. Дошло саатот, ќе умират и го викнал сина си, та го поучил и му дал насиет за по смртта негова да дајат од парите што ќе му остаит по сирома си за Господ да му го простит греот. И уште му порачал со голема клетва да дајат 3000 гроши на некоја Арамија што дајат прв на земјава, чунти од тој занает беше добил толку стока. Откоја му нарача тие насиети, си умре Арамијата и по неколку дни зел 5-6 гроши и пари и тргнал да барат баш Арамија за да му дајат 3000 гроши за думата од татко му. Бара, праша по луѓе и најде еден баш Арамија, изваде 3 гроши и му рекол: "На, пријателе, овие 3000 гроши остаени од татко ми на умирачката негова, за да и дам на некој баш Арамија за задуша да му се најдат. Чунчи со тој занаат спечалил Бог да го прости татко стока. Сполај ти, момче, на честа што ми чиниш, лели ти нарачал за баш Арамија, јас не сум баш Арамија. Оти имат од мене уште положи по Арамија. На филјан место ќе прашаш и ќе го најдиш." Пошол и го нашол другиот баш Арамија и него така го помолил. Тој му рекол: "Оти од него многу полоша Арамија имат, не ет ни в планина, ни в поле, ами в град и на првото место во судот. Ајде бре, момче, појди во оној град до онаа планина што е покриена со снег, прашај кадијата во која куќа седит. Ќе го најдиш и дај му и нему парите, задека ти остил татко ти клетва да и даиш на најпрв Арамија. Од него веќе немат полоша Арамија на сиовек." Тргнало момчето и пошло кај кадијата, таму се представило. "Што си се мачил, бре, момче, што ал нешто имаш? Ја кажи ми да чуам еднашка," му рекол кадијата. "Да ти кажам, кади ефенди," му одговорило момчето. "Јас имав еден татко и сега бргу ми умре, Бог да ми го прости. Тој беше баш Арамија и многу пари азандиса, та кога умираше ми остави насиет за да дам по сироти и 3000 гроши на еден баш Арамија. И јас, за да му исполнам насието, за да не ми остани на душа, отидов сопрво при еден баш Арамија. Арно, ама тој чунти не беше бил прв Арамија, така бул не истори парите. Чунти не ќеше да земат на душа, ами ме прати кај еден друг по баш Арамија. Кога појдов кај другиот и му кажав, и тој кабул не стори за се кажи баш Арамија, ами ме прати до вас. На, повели, земи и 3000 гроши и така нема никој да те види за да речит: еве го судникот кај зема рушвет." "Вистина, момче, како што ти рекле, така си ет. Од мене по Арамија немат. Ама, скришно ништо не крадам, да и париве твои нема да иземам скришем овде дома ми. Ами ќе дојдиш на конак кај што судат и тамо пред мезличот ќе ти продам џоа нешто ете за снегот што ет на планина, ќе ми го купиш за 3000 гроша, јас ќе ти сакам поеќе. Арно, ама, ќе ујдисаме за 3000 гроша," му рекол кадијата. По некој саат отишло момчето кај кадијата и му се испраило пред него. "Што е, бре, момче?" го прашал. "Што сакаш, ја кажи да те чуеме." "Сум дошол, честити кадија, да ми го продаиш снегон што е на планина, она моја, во осојницата. Колку гроши сакаш да го кренам?" "5.000, му рекол. "Лели го сакаш ти, го продавам и 6000 гроша сакам," му рекол кадијата. "Не, 3000 гроши давам, ако ви е мило, дајте ми го," му рекло. Ајро види му рекол кадијата. "Ама слушај вамо, еве, јас ќе ти го дам, ама до колку дни ќе го крениш снегон одонде?" "Ќе го кренам до 10 дни мувлет да ми даиш," му рекло момчето.
Мошне Арно, до 10 дни ваде имаш, ама ако поминит 10 дни и ако излезит некој да уџија, после ќе те ваќа голема джеза. Да думај Арно, оти еден ќевил ти сакам да си даиш за до 10 дни да не бегаш. Ватило да се смеит син му од Арамијата и да си оид надвор. Не смеј се, не, му рекол кадијата. Слушај јас што ти велам, оди донеси ќевил, оти апс ќе те клаам до 10 дни. Еви и мезличот нека слушат. Јас здраво ти кажувам, не правам со тебе шака, така да знаеш. Сиот мезлич го подкрепија кадијата во тие зборови. Момчето, кога чу тие зборови од мезличот, како да беше се уверило ти, не правил кадијата смеа, ами за вистина му сакал ќевил. Броел 3000 гроши и отишол, та го однесол анџијата ќевил и си отишло на Ан да седит до 10 дни. Анџијата не го припуштал од тука до тука да не избега. Пред 10 дни беше накренал кадијата 5-6 населани од ближните села од кај што беше снегот, за да сторат да авија на момчето оти не си го кренало снегот. Го викнал кадијата момчето и му рекол: бре момче, еве да уџи имаш на тебе, оти не си го кренал снегот, еве немало кај да му пасат овците, ај, оди со еден сејмен да го крениш, оти джезата ќе те вати, а брго да сега и не потаму покревај го снего. Кога видело детето од Арамијата и кадијата шака не пред, се усукало дете и ватило да се молит. Бре Аман, бре Заман, се молит дури со плачење. Најпосле се молил барем уште еден мувлет да му дајт, да после да го кренит. Од плачењето му се нажалило на еден од мезличо и го измоли од кадијата за уште еден ден да му дајт мувлет. Пеќи, му рекол кадијата, ај така нека ти бидит. Си отишло момчето на Ан и се допрашало до некој умен човек како да правит. Човекот му кажал за да му појди дома кај суднико и да му дајт нешо под попа, демек, рушвет, да така имат куртулиш од него. Сечи пола душко и бегај, му рекол човекот. Вечерта му пошло детето дома кај кадијата за да го молит да го пушти да си оид дома. Кога му се ополил кадијата еднашка накриво и другала крдија не му рече, ами го сектрди се надвор. Аман джанам кадија, ти се молам, кажи ми правото. Како што е да го знам, за да правам оти, јас чинев за насмеа ми го продаш снегот, туку не и се тоа се стори. Сега, туку што ми е джезата, кажи ми да си ја платам и да си одам еден саат побрго. Ете сега, кабает немаш. Джезата те ваќа уште 3000 гроши да даиш и слободен си да си оиш и тргај танецот и си дома, му рекол кадијата. Кога чу детето тие зборови, беше извадил уште 3000 гроши и му и дало, никој да не го видит, и му дал изимка дијата да си оид. Момче, али виде баш Арамија како бидуваат белоденски. Вака да ме знаеш и да ме прикажуваш, ама ако не бев ти изел уште 3000 гроши, не ќе поверуваш оти сум баш Арамија на сите Арамии. Ами сега верувам, оди ќе се чудиш на мојот баш Арамилък, да ете како што ти нарачуваше Бог да го прости татко ти, да му и даиш 3000 гроши на некој баш Арамија. Така ме најде за 3000, 6 ми даде. Арно, ама не треби да и жалиш оти и даде, тамам како што ти нарачал татко ти, вечна му памет и нека му се задуша и пред Бога му се нашле. Ој ми со здравје и не ти треба никому да кажуваш. Чув, не чув, видов, не видов. Му рекол кадијата и го ослободил. Ама му заприлегало на момчето као приказната што се прикажуваат: татко, ватив еден Арамија, донеси го бре синко. Да не иди бре татко, ај пушти го ела си. Не ме пушта бре татко да си дојдам.